Добар ден, почитувани. Стартува на новата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Контактот кожа на кожа меѓу мајката и бебето не е само момент на нежност, туку и вистинска терапија. Помага срцето и дишењето на бебето да се стабилизираат. Го потикнува имунитетот, го смирува плачот, а во исто време и помага и на мајката да се опушти, да создаде повеќе мајчино млеко и да се поврзе подлабоко со своето новороденче. Зошто ова практика се нарекува кенгурирање? Кога е најдобро да започне и дали е подеднакво важна за недоносените, но и за термински родените бебиња? Се за придобивките од кенгур негата ќе дознаете од разговорот со доктор Рената Димитриовска, специјалист по педиатрија и неонатологија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ги очекуваме и вашите прашања во програма. Останете на Телма. За кенгур негата, подочно за придобивките од контактот кожа на кожа помеѓу бебето и мајката, денеска разговараме со доктор Рената Димитриовска, специјалист по педиатрија и неонатологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден и добро ве најдов и поздрав до гледачите. Докторке, што точно значи кенгур нега, односно кенгурирање, зошто се нарекува така? Така. Значи, имаме повеќе термини кои што имаат еден сличен спектар на значење. Се користи кенгурокеа, се користи терминот кенгуромадаркеа и се користи терминот skin to skin контакт, односно кожа на кожа контакт. Иако се различни и има некои разлики, ќе се обидам да ги објаснам. Кенгурокеа е термин кој што се употребува во Америка и означува дека децата кои што се стабилни може да се стават на градите на мајката или на таткото, значи на родителите, во трајање некаде од 10 минути до 1 час, може нешто да биде и повеќе, во текот после првата недела од раѓањето, значи бара детето да биде стабилно, да биде краток тој контакт и детето исто така може да биде и облечено, но не мора да биде голо. И од тој контакт меѓу родителите и меѓу детето, иако трае само 10 минути до 1 час, значи иако е облечено, има бенефити. Кенгуромадаркеа е термин веќе кој што е дефиниран од Светска здравствена организација и тој содржи 3 елементи, односно содржи кенгуропозиција, значи треба да се постави во една одредена позиција детето, треба да има кенгуро нутришн или кенгуро исхрана, тоа значи дека тука се дава поддршка на мајчиното млеко, било да е доење или измолзено мајчино млеко, и треба да има кенгуро ран испис. Значи не е битно колку е тешко детето и која е коригирана гестацијска недела, доколку ги исполнува критериумите, значи доколку мајката, ќе зборуваме покасно, може да се испише многу порано. Тоа е наменето за сите кенгуромадаркеа, за сите претермински деца, значи децата родени пред 37-та гестацијска недела, но и за сите деца кои што се и во термин, меѓутоа имаат ниска родилна тежина под 2500 грама. Независно дали се тие деца стабилни или не се стабилни. Skin to skin контакт. Забележуваме една разлика во термините. Овде зборуваме кенгурокеа или кенгурогрижа, кенгуромадаркеа, односно кенгуромадар грижа, а овде зборуваме контакт, кожа на кожа контакт. Тој термин особено се користи во неуронауката, сакајќи да се потенцира дека грижата, негата на новороденчињата останува иста. Тоа што е различно местото, контактот. Значи, наместо да биде во инкубатор или на бебитер или во кревече, детето треба да има контакт на неговото право место, на неговата биолошка средина, а тоа се кожата, односно градите. Тоа е таа разлика, инаку кожа, затоа да кажеме во неуронауката, многу помалку се претендира, се преферира skin to skin контакт, а не кенгуромадаркеа. Зашто? Затоа што кенгуромадаркеа значи дека тоа
тоа е термин кој што потекнува во преддалечните 70-тите години во Колумбија, кога имало голем број деца недоносени со многу тешки сепси и со многу висока стапка на смртност, проучувајќи ги торбарите, меѓу кои нели и кенгурчета, во кои што се раѓаат предвремено, тие имаат нели одредени нивните торби и од тука се добила идејата дека можеби и овие деца кои што имаат висока стапка на смртност со цел да ги преживееме, односно да ја зголемиме стапката на преживување, значи двајца доктори од Богота кои што биле неонатолози, значи се обидуваат и така на кожата на мајката да ги сместат тие мали предвремено родени новороденчиња или со мала родилна маса и така практично од тука потекнува името Кенгуро Mother Care. Но од друга страна што би сакала да кажам во неуронауката што е исто така интригантно, се смета нели дека кенгурите се торбари, но ние сме примати. И кај нас правото место не е торбата, туку е кожата. Значи од тука таа малку игра на зборови да кажеме дека тоа е нели кожа на кожа контакт, а не е Кенгуро Mother Care, но сепак би се задржала дека е секако Светска здравствена организација, значи во 2023 објави дури декларација за ставот за Кенгуро Mother Care, како треба да се имплементира и даде едни строги препораки за примената на Кенгуро Mother Care со јасна дефиниција на овие три позиции, значи Кенгуро Position, Кенгуро Nutrition и Run испис, во кој што се знае дека е наменето за сите деца под 2500 грама, независно дали се стабилни или нестабилни, и визијата на Светска здравствена организација, значи во таа декларација е дека до 2030 година во секоја болница, за секоја мајка и за секое дете мора да биде достапно Кенгуро Mother Care. Дали кенгурирањето од страна на мајката, значи како би се превело тоа точно на македонски? Кенгурирање, грижа на мајката. Кенгуро грижа со мајката. Кенгуро грижа со мајката, така. Да. Дали кенгуро грижа со мајката има главно придобивки за предвремено родените бебиња или за термински родените? Значи за сите подеднакво има и тоа се големи бенефити. Значи тоа е практично се смета една критична интервенција која што значи има толку едноставна, толку е достапна, не чини ништо, меѓутоа има огромно значење за здравјето на нашите деца. Значи, ако ние знаеме дека нели кога се раѓа било терминско или предтерминско новороденче, дека за терминските дека тоа е секако една нели голема среќа, кај предтерминските е голем шок секако, но пред нас е да тоа дете преживее, но ние понатака се соочуваме со друг предизвик. Децата не треба само да преживеат, треба да растат и да се развиваат. Значи, а тоа нивниот здрав раст и развој пред се најмногу го оценуваме преку невромускулните резултати, преку нервно-развојните резултати. Точно тоа кенгурирање, тој контакт, значи и како има и најмногу, да не кажам и единствено покрај генетиката, секако на секое дете, на секој човек, има огромно значење за развојот на мозокот. Значи, менталниот развој, менталните функции во кои што бихевиоралните функции, како ќе се однесуваме, дали тоа дете ќе плаче повеќе, ќе биде повлечено, ќе изразува бес, која што пак од друга страна го изразува неговата емоционална интелигенција, која што како детето доживува тага, болка, веселба или социјалната интелигенција, нашите академски достигнувања, значи сите тие работи кои што зависат од развојот на мозокот, а тој развој на мозокот е најкритичен во првата година од животот, а особено во првите 1000 минути кај терминските деца, тоа се некаде околу 16 часа и се заокружува некаде околу 20 часа, тој контакт кожа на кожа придонесува една интегрираност од сите наши сетила да се изградат тие врски во мозокот и потоа практично да може тоа во покасно во животот ние што го гледаме како интелигенција, бихевиорално однесување, емоционална, социјалната интелигенција, односно тоа врзување
меѓу родителите во овие денови, кое што нели на почетокот тоа е практично како бондинг дијада врзување, а потоа е веќе како безбеден атачмент, практично нели кога детето на се атачира, се врзува сериозно, се поврзува со родителите, тоа чувство на сигурност, на безбедност, на исполнетост се практично значајни стимулси до мозокот за да имаме еден навистина правилен развој на мозокот, за разлика од она што е денес конвенционално, традиционално, нели мајката ќе се породи и веднаш се разделува од своето дете, значи пожелно е вежно да се стави бебето на градите. Веднаш, да, веднаш. Значи што побрзо, колку дозволуваат условите, што побрзо, тоа подобро после раѓањето. Има ли вистина дека овој контакт кожа на кожа, кога бебето се поставува веднаш на градите на мајката, новороденчето кога се поставува во таа позиција, може да влие врз регулирањето на неговата телесна температура? Да, значи тоа е една од основните придобивки, дека кога ќе го ставиме детето веднаш, нели детето е во матката, тука имаме и повторно ќе се враќаме на таа интеракција, затоа што во сите тие контакт, допир, сите наши сетила, нели мирис, па се ја слушаме, ја гледаме, но сепак е таа целосно е тоа една наша интеракција. Таа интеракција и во утробата постои. Се едно, фетусот, мајката и плацентата. Кога ќе се породи детето, ние треба, значи, знаејќи го тоа, треба да ја продолжиме таа интеракција. Не треба да биде раѓањето и поделување на детето и да ја прекинеме таа интеракција. Кога ние детето во температура 37 степени, одеднаш го вадиме во собна температура која што и добро е ако е 25 степени, знае да биде и поладна, например во операционите сали се пониски температурите и 20 степени, значи тоа е еден cold стрес, еден ладен стрес, нели детето се изложува на многу ниска од 37 на 25. Ако ние го ставиме веднаш на градите, градите на мајката особено имаат една посебна терморегулација во тој период кога е бремена и значи постпородилно. Овој дел од градите има многу повисока температура отколку кога како што е нормално. Вообичаено температурата на мајка која што не дои, која што не е припремена за мајка, температурата е некаде околу 32-34 степени. Но во моментот од раѓањето па додека дои, во тој дел температурата е од 34 до 38 степени и има една еволутивна придобивка, да кажам, баш да го направи тоа што е потребно да се грижи за своето бебе. Ако бебето е поладно, значи тие крвни садови се шираат и практично испуштаат голема топлина и бебето е во неговата физиолошка температура, односно она што е нормална температура за бебето, 36,5 до 37,5. Доколку детето пак има повисока температура, значи тие крвни садови пак се стеснуваат и значи топлината се намалува и практично детето се разладува, но повторно како да има термостат. Повторно до таа температура од 36,5. А знаеме дека во нашите примарни реанимации првото нешто што го правиме и кога на детето не му треба поддршка за дишење, нели кога е витално, плаче, има добар тонус, ние во таа рутинска грижа, она што го правиме е терморегулацијата. Значи мораме да го затоплиме детето, затоа што хипотермијата веќе е еден ризичен фактор за понатамошно разболување на бебето. Дали поставувањето на бебето на мајчините гради исто така може да влие и врз регулирањето на работата на срцето? Да, значи поставувањето на детето и дишењето, значи сите витални функции практично стануваат многу порегуларни, пофизиолошки, затоа што детето кое ќе го поставиме на градите на мајката се случува таа физиолошка регулација. Значи сите тие сетила, затоа што децата и новороденчињата имаат бројни сензации и кога ќе се породат пак се враќаме, кога ќе се породи мајката, значи детето се раѓа во една средина која што е нова за него, значи има многу стимулација, тоа доаѓа од темнино, се раѓа во светлина, од тишина, во звуци. Значи имаме бројни стимулации, така светлина, звучност, латно, допири. И сега, ако сето тоа предизвикува кај детето стрес, непознато е. Ако ние детето, и нормално во тој стрес,
имаме и различни типови на стресови, значи тој стрес мал може да биде кога детето почнува да се движи, тоа е тој така наречен позитивен стрес. Доколку ние на детето му помогнеме, почнува тој толерантен стрес, но ако ние го одделиме од мајката и го ставиме, напротив оди во токсичен стрес, кој што е лош. Сега, кога ние детето, значи се раѓа и почнува да се движи, кога се случува тој стрес, во тој стрес се реагира со хормони, така и тогаш почнува брза работа на срцето, се крева притисокот, детето побрзо дише затоа што е во стрес, се бори да опстане. А од друга страна, кога ние ќе реагираме на тој негов стрес и ќе го ставиме на нашите гради, во тој случај ние сме наоставиле на детето безбедност. Детето се чувствува сигурно, безбедно е. И сега се случува смирување на хормоните, особено на кортизолот како хормон, и штом се лачат оние добрите хормони. Значи се рачи тој окситоцин, допамин и така натака, и сето тоа доведува да детето практично ги смири своите витални функции. И тоа е тоа. Значи срцевата работа се нормализира, дишењето станува опуштено, детето го опушта тонусот, нема ширење со раце, не плаче, тоа што како што и вие најавивте, помалку плачат децата, да. Подобро спијат, велат. Многу подобро спијат. Точно една од, значи, 3 главни придобивки според Светска здравствена организација во таа декларација што ги објави се доењето, придобивките значи од кенгурирањето е доењето прва, второто е спиењето и третата е конекцијата за која зборувавме развој на мозокот за понатамошниот адултен наш живот. Спиењето, циклусите на спиењето се исклучително важна работа. И спиењето најдобро, тој циклус се воспоставува кога ќе се стави и детето на гради. Но тој контакт, значи, мора да биде пролонгиран или континуиран. Пролонгиран значи да биде, според препораките, минимум 8 часа, а континуиран се препорачува да биде дури 24 часа. Континуирано дури 24 часа да биде? 24 часа. Тоа како во африканските земји што ги носат постојано во мајките, бебињата. Исто Шведска е една од скандинавските земји, се едни од првите кај кои што практично кога почнува значи во 70-тите години кенгурирањето, потоа Светска здравствена организација некаде крајот на 90-тите практично нели го изучуваат, па во стручни списанија во Лансет се објавуваат студии, па започнува во Италија 96-та првата работилница за кенгурирање и набрзо практично го прифаќаат скандинавските земји и Германија, се едни од првите земји кај кои што и денес се спроведува како начин на грижа, метод на грижа. Ке се задржиме уште малку на придобивките од кенгурирањето. Дали на ваков начин ке бебето на телото може да се развијат добри бактерии? Да, значи детето ако се роди спонтано, знаеме дека се населува со нели флората која што ја има мајката во тој дел, во периниумот, во фекалната флора, и тие се добрите бактерии со кои што се наследува кога ќе се тоа се нели лактобацилус бифидус и така натака, а бифидобактериите меѓутоа кога ќе се породи со царски рез се населува кога ќе го ставиме детето на кожата, се населува со бактериите кои што се на кожата на родителите, на мајката, или нели ако е мајката со царски рез, еве ние денес пред да дојдам баш овде имавме раѓање со царски рез, каде што мајката додека нели да биде донесена од операциона сала, таткото го кенгурираше едно 30-40 минути, потоа веднаш мајката дојде во соба и веднаш беше префрлено на мајката и воспоставено дури тоа иницијално доење на терминско дете. Значи се става сакам, значи и на родителот, и на таткото, и на мајката, и сега тие само се населуваат наместо со нели овие бактерии што ги кажавме лактобацилус бифидобактериум, се населуваат со бактериите од кожата на мајката или на таткото кога е царски рез, но и вака кога ги топираме, но тоа се тие добри бактерии. Значи тоа е најчесто се грам позитивни коки, стапчести бактерии грам позитивни, односно стафилококус епидермидис или коринебактериум, значи повеќе добри бактерии, за разлика од тоа ако ние го поставиме во инкубатор, во кревече, во ова, каде што детето се населува со така наречените болнички бактерии,
Односно, што значи тоа болнички бактерии? Тоа што го има на опремата, на машините, на тие катетри, цревца, во воздухот што ги има. Значи, а тие се тие, нели, бактерии кои што доколку детето има и најмал ризик, може да предизвикаат опасни нозокомијални инфекции, како што се сите, како нели позната е МРСА. Така, сите ги знаеме опасностите од болничките, од бактериолничките бактерии. Дали ова значи дека поставувањето на бебето на градите и контактот кожа со кожа може да влие позитивно врз имунитетот? Апсолутно. Една од најголемите придобивки е имуномодулацијата. Значи, се регулира имунитетот на новороденчето кога ќе биде на контакт кожа на кожа или кенгуромадаркеа, за разлика од тоа кога имаме одделеност, сепарација, значи, меѓу мајката и детето. Односно, ризикот за да има инфекција детето е многу повисока ако е одделено од мајката, отколку ако е со мајката. Значи, научните истражувања, метаанализите, рандомизирани студии покажале дека дури над 60% се намалува ризикот од инфекции тешки и сепси ако детето се кенгурира, одошто ако детето се гледа со она традиционална, конвенционална нели грижа денес на новороденчињата во нашите типични. Тоа значи дека бебињата кои што се во инкубатор би било пожелно да бидат ставани на градите на мајката или на таткото извесен период? Да, и тоа што подолго. Значи кажавме дека дури бенефитот е поголем ако е и континуиран тој контакт. Но повеќето родилишта и интензивни неонатолошки одели не го практикуваат овој пристап. Се плашат дека на ваков начин напротив може да дојде до инфекции кај бебињата. Што е далеку од вистината. Значи, подалеку и не може да биде од вистината. Тоа значи дека е пожелно да има кенгурирање, дека родителите е пожелно да бидат присутни покрај своето бебе. Значи, мора да ја промениме таа парадигма. Наместо да бидат затворени во инкубатор или да немаат никаков допир со своите родители. Значи, мора да се промени тој начин на размислување за каква треба да биде. Значи, тоа е она повторно да се преиспитаме каков е нашиот однос кон нашата неонатална грижа. Што сакаме да направиме, кои се придобивките, што покажала науката. Кенгуромадаркеа што е? Значи, треба да го прифатиме дека тоа е стандард. Значи, тоа е веќе суштински стандард за грижа на дечињата, на новороденчињата, која што го подобрува квалитетот на негата, ги подобрува сите резултати. Значи, подобрува преживување, намалува морталитет, намалува инфекција, стимулира доење, го намалува стресот, значи бројни бенефити. Верувајте, можеме премногу да зборуваме за сите тие бенефити, особено за инфекциите. 65% се намалуваат инфекциите ако детето се кенгурира. Значи, тој начин на грижа, технолошка, дека детето треба да биде одделено од мајката и дека инкубаторот е тој што го спасува детето, треба да се промени, дека правото место, детето што на вистина го спасува е контактот на кожата на мајката. Значи, се менува визијата на лекувањето. Мајката не го гледа детето преку инкубатор, преку стакло, со многу жици, со се, него мајката има централна улога во грижата на своето дете. Дури доколку бебето е поставено на некој машина, да. И во тој случај може да биде ставено на градите. Да биде, да. И со тубус детето се става на градите и многу побрзо. Значи, може да се одвикне од машината. Многу пократко е времето кое што детето е врзано со машината, тоа да не зборуваме колку значи за иднината, за развојот и на белите дробови, за намалување на интракранијалните, односно на мозочните карварења и така натака. Значи, детето, сите интервенции... Како се оваа постапки во неонатолошко оделение? Треба ли да бидат поставени родителите во одредена положба? Тоа го практикуваме во болница, во клиниката Жан Митрев. Имавме и сега 30-та гестацијска недела детенце кое што беше со 1,4 кг, значи голем дел кенгурира и со ЦИПАП, значи со неинвазивна вентилација. Значи детето, тоа треба да има само мали промени, треба да има промени, меѓутоа тоа се мали промени, но пред се треба да се дозволи слободен пристап на родителите во болницата. Значи родителите мора да имаат централна грижа. Ние здравствените работници да ги поддржиме во тоа за да може целата таа што кажавме неонатална грижа да се спроведе, значи
кожата не го менува тој пристап на лекување, ако на детето му треба поддршка за дишење, поддршка за циркулација, секако дека детето ќе добие. Треба само да биде местото кое што ќе помогне за да детето има најдобар раст и развој. Значи тоа се удобни столици на кои што мајката или таткото, значи се менуваат, може нели слободно да легне по тагол до 60 степени, нозете да бидат подигнати затоа што контактот треба да биде пролонгиран, да им биде комфортно и потоа на градите се става самото дете во таа кенгуро позиција. Директно на кожата? Директно на кожата, голо е бебенцето, има само памперс и може да има, нели, доколку е нешто поладно околината или детето има потешко се одржува топло, значи се ставаат на ноџињата, нели, чорапчиња, капа исто така може да се стави и се става директно на кожата, кенгуро позиција меѓу, таа позиција која е меѓу градите, главата оди на страна, рацете значи се испружуваат на самите гради, а ноџињата се во на позиција на жаба и најчесто се ставаат практично мајките кај нас се со маичка, долна маичка или вака и значи во самата маичка се поставуваат децата или постојат и посебни појаси, може и марами посебни да се направат. Појасите се побезбедни, нели мајките се чувствуваат безбедно за да не испадне бебето, така. Падне бебето, да. Меѓутоа не, они се толку мали и толку се релаксирани кога ќе се ставаат на градите, како што и кажавте дека спиењето, значи тие си ги воспоставуваат циклусите на спиење, ги имаат оние 40-50 минути спиење, па кратко нели се хранат, тука е изворот на храната, мајчиното млеко, кратки подои, мали подои, па продолжуваат и така. Тоа е се. Значи само една комфортна столица и детето да се смести во самите и алишта на мајката. Дури значи не треба и посебни... Ни посебна облека нема потреба за тоа. Да. Ќе ги вклучиме гледачите, доколку имаат прашање кое што е поврзано со кенгурирањето, да го постават во денешната Телма амбуланта и да ги разјаснат сите дилеми кои што се поврзани околу оваа практика, која што очигледно и спасува детски животи, но и овозможува низа придобивки во нивниот развој. И сега кога се родителите со мало бебе дома, сами, сакаат да го практикуваат кенгурирањето, како тоа они да го изведат, како да се сигурни дека бебето е поставено како што треба, дека му е удобно и слично? Или треба сето тоа во болницата најнапред да се даде како насока? Мора да има едукација во болницата. Значи мора да биде тука клучата поддршка. Не само да е едукација, да. Значи ние мораме, здравствените работници, мораме да бидеме сигурни дека родителите, нели, добар тренинг имаат за тоа како треба со тоа дете да се однесуваат, како треба да препознаат дали нешто се случува со детето, можеби заборава да дише, можеби дише нели ирегуларно, каква е работата на срцето, температурата. Значи мора да знае дали и да го препознае тоа што отстапува од нормалното однесување кај детето, за да може нели на време да се реагира доколку дојде до некаков проблем. Многу мајки се жалат дека немаат доволно мајчино млеко. Дали контактот на бебето со нивната кожа може всушност да поттикне лактацијата и да си го решат овој проблем што толку ги измачува? Да, значи најчесто е стимулација која што е на вистински, да не кажам единствена стимулација за создавање на млечноста е токму тој допир на детето со мајката. Затоа што многу пати слушаме, нели, како може да дојдеме до одреден, нели, до потребниот волумен на млеко, па треба мајката почесто да го става детето на млеко или ако не треба да се на града или треба да се измолзува. Значи точно тоа ставање, тој допир на детето со градата представува стимулација да се лачаат хормоните, нели пролактинот во мозок кој што доведува до продукција окситоцинот и на тој начин го имаме стимусот и го имаме млекото. Но што е многу важно, колку е порано воспоставен тој контакт, толку е подсврста таа врска и толку е посигурно дека ќе дојде секако млекото. Значи, ако ние го ставиме во тој саат време детето кожа на мајка,
мајката секако ќе добие млеко, ќе има млеко и доколку го одржува тој контакт, ќе има и понатака млеко. Но доколку се одделени и се гледаат само повремено, во тој случај секако дека на многу потешко ќе биде одржувањето на лактацијата, тогаш навистина тоа е желба, нели измолзување на 4-5 часа, се со цел да се одржува таа млечност. Така, треба да суди по полесниот пат, по природниот пат, еволутивниот би рекла. Се повеќе жени се соочуваат со постпородилна анксиозност, постпородилна депресија. Дали кенгурирањето, контактот кожа на кожа може да им помогне во надминувањето на оваа состојба? Да. Значи тоа е досега повеќе зборувавме нели за бенефитот сега се на бенефитите во однос на мајката. Сега придобивката на мајката да секако. Тоа е посебно чувство кога на мајката после раѓањето, после породувањето ќе се постави детето на незините гради. Значи сите тие се многу задоволни, се многу среќни, се многу возбудени. Со текот на времето, кога се и предвремено родените деца, кога ги ставаме, мајките се полни со самодоверба. Значи имаат сатисфакција, задоволство, имаат затоа што активно учествуваат во грижата на своето дете. И таа самодоверба, значи таа комфортност, таа сигурност кај нив, го развива мајчинството, ги развива како едно семејство практично, и родителот и мајката и таткото, а сето тоа допринесува секако да се подобри расположението, а да се намали таа депресија или анксиозност од тие прашања, дали јас ќе бидам добра мајка, дали постапувам добро со моето дете, дали треба вака да го држам, дали треба, значи некога ќе од самото породување, односно раѓање на детето, кога ќе бидат во контакт и ќе се грижаат вистински за детето, значи затоа што не само што го греат, како што кажавме, тие го хранаат детето, го чувствуваат, значи тие зборуваат, го чувствуваат неговото дишење, неговата работа, стануваат сигурни. Веќе по уште првиот ден, да кажеме, еве од искуство и овде, кога ќе се породи мајката, а таткото кога го држи детето, значи во тој иницијален период кога треба прв пат да го стави, имаме страв, нели, како па дали ќе знам. Веќе верувајте, за саат време они чувствуваат сигурност. Тие више веќе не се плашат како да го фатат детето, како да го кренат, него веќе сакаат да го стават на своите гради. Значи тоа задоволство, таа среќа, тоа е љубов. И тоа создава сигурност и тоа мора да ја намали и постпородилната депресија и анксиозност. Така, постојат предрасуди во врска со кенгурирањето, дека тоа се однесува само на мајката, но очигледно дека таткото може да има важна функција, односно да биде важен сегмент од целиот процес. Како реагираат мажите кога им споменете дека ќе им го ставите бебето на градите? Покрај стравот, зачудени ли се? Па среќни. Среќни се? Да, среќни се, многу се среќни. Во почеток повеќе можам да кажам дека сте нели вознемирени, односно но тој позитивна, она вознемиреност, стрес, како ќе биде, дали тоа ќе го направам добро. Нормално е чувството дека нели стануваме денес, сега станува веќе татко, но е голема среќа и секогаш го прифаќаат тоа. Спремни се. Запознаени се со целиот овој процес? Пред самото, родители? знаете, да, запознаени. Тоа можам да кажам дека да, но и не многу, но ние правиме разговор пред самото породување. Значи, пред самото породување зборуваме за од кога ќе се роди детето, како ние би се грижеле, како дека најдобро би било нели да се стави, зборуваме околу придобивките и иако е тој краток разговор, меѓутоа има влијание на спремноста. Доколку бебето краткотрено се поставува на градите, дали тогаш кенгурирањето има смисла? Доколку се изведува 5 до 10 минути? Значи, може би кај терминските деца, како што кажавме еве во Америка за кенгурокеа, дека и 10 минути, 1 час, дека има некое влијание, сепак е тоа допир, стимулација, зборење, меѓутоа за децата кои што се со мала родилна маса, значи под 2500 грама и особено прематурните, критично болните деца, посебно ако не се стабилни, не.
Значи, мора да биде барем 2 часа. Зошто барем 2 часа? Значи, ако знаеме дека циклусот на спиење е некаде, еден циклус е некаде 60 на минути до 90 минути, значи, стабилизацијата на бебето, адаптацијата, прифаќањето дека тоа е неговата права средина, сепак не е доволно да биде 10 минути или 15 или саат време. Него треба да биде пролонгиран. Значи, кажавме, препораките се 8 часа, но барем да биде 2-3 часа за да има некаков бенефит. А има ли бебиња кои што сепак не се препорачува кенгурирањето? Па секако има состојби кај кои не се препорачува, но тие се исклучително ретки, затоа што прематуритетот, значи, прво кај прематуритетот, да кажеме, кој што знаеме е огромен број, секоја година зборуваме нели над 15 милиони, меѓутоа 50% од раѓањето на тие деца не ја знаеме причината. Значи, тие се во релативно добра кондиција, да кажеме, нели сега, освен например, така да тука може голем дел да се стават, значи да кенгурираат, а кај децата исто што се мала родилна тежина под 2 килограми и 500, исто така нема некои, значи сакам да кажам дека кај причините може да бидат некои потешки конгенитални аномалии. Например, еден нели дефекти на на стомачниот зид, во кој што нели излегува делот внатрешните органи, или некој тешка кардиопатија, каде што детето и кога ние ќе го приклучиме на машина, ние не можеме да го стабилизираме или да ја нормализираме таа циркулација, или одредени тешки аномалии на дишните патишта, секако дека тоа се состојби нели кај кои што не можеме да го спроведеме кенгурирањето, или од страна на мајката. Ако не се чувствува, имаме состојби кај кои што имаме препорачани од царски рез по лекарска индикација, кои што навистина може да бидат во многу тешка состојба или да бидат фебрилни, но тоа се моменти кои што знаете ќе се поминат и ние треба, не е тоа што ние во тој момент ќе го одделиме детето од мајката, него треба да размислуваме кога побрзо да го повторно споиме со мајката. Епа, кога обично се спојува со мајката бебето чија што мајка се породила со царски рез? Еве, доколку не е итен царскиот рез? Зависи од политиката на болницата, значи се зависи. Кои се препораките? Дека веднаш се става. Значи, вие имате, кога се раѓа жената, додека се прави царскиот рез, после царскиот рез, веднаш се става детето на градите. Без разлика што е породена со царски рез? Без разлика, додека и се раѓа. Во нашата, например, болница, кога веднаш жените се сместуваат веднаш на оделение, значи, додека, нели, да се затвори резот, тоа е кратко, некои, не знам, 15-20 минути да дојде, затоа што тие не се воопшто сега, ако се воопшто анестезија, сигурно исто ќе биде пролонгирано, но кога се во локална, веднаш доаѓаат на оделение и ние веднаш ги ставаме децата на градите. Кои се најчистите митови кои што се поврзани со кенгурирањето? Па, најчесто се зборува дека ќе имаме инфекции, дека родителите се причината за инфекциите. Или дека ќе донесат некои вируси, ќе донесат некои вируси, така, ќе донесат некои вируси, дека на детето е најдобро во инкубатор и родителите така се плашат. Родителите исто така мислат дека не, ако е најдобро за моето бебе да биде во инкубатор, нека остане во инкубатор и нека ја прима терапијата, е на машина, ама се плашам, паѓа сатурација и така. Меѓутоа, тоа е заблуда, значи тоа е мит, заблуда и треба да се провери тој начин, затоа што кога мајката ќе седна да кенгурира и детето кај кое што не било стабилно, паѓала кислородната сатурација, срцевата фреквенција исто така доста варирала, кога ќе го ставиме и со помош, значи со вентилаторната помош, помошта за дишењето на овие деца, која ќе се стави кај мајката на кожа, многу брзо се стабилизира и сатурацијата и срцевата акција и веќе знаете кога они тоа ќе го видат, потоа се многу похрабри во таа постапка и во однос на инфекциите, значи треба да се апсолутно промени тој став дека родителите се изворот на
инфекции. Тие само допринесуваат да се заштити бебето од инфекции, да не добие болничка инфекција. Колонизацијата, значи повеќе фактори учествуваат во имунитетот на бебето, во зајакнувањето на имунитетот на бебето. Меѓутоа, една од најважните е токму видот на бактериите што зборувавме, што од кожата на мајката ќе се насели кожата на детето, значи детето ќе создаде свој микробиом и тука е таа компетиција меѓу бактериите добри, да ги кажеме, и болничките бактерии. Значи, наедноставно кажано, нема место за болничките бактерии на кожата на детето. Тоа значи и дека кенгурирањето е еден вид на инкубатор за бебето? Да. Тоа значи дека тоа е еден вид на инкубатор, меѓутоа хуман, топол, полн со љубов. Како реагираат повозрасните кога ќе разберат за оваа постапка? Родителите? На младите родителите. Можеме да видиме видеа на социјалните медиуми каде што зачудено гледаат кога таткото го држи бебето на гради. Затоа и ве прашувам какви се реакциите. Па се менува тие погледи, се среќни, се сакаат и нашиот народ сака, и нашите родители и младите сакаат да ја воспостават таа интеракција со своите деца од најмалата возраст. А бебето, освен тоа што може се поставува на градите на мајката и таткото, може ли да биде поставено, да речеме, и на градите на братчето, на сестричката? Или на некој друг член од семејството, или ограничено само на... Не е само на мајка и татко. Напротив, може да биде и бабата, и дедот. Значи, но сепак, братче, ако е мало, не, затоа што терморегулацијата треба да биде воспоставена. Сепак знаеме дека тоа ако е дете во раст, значи зависи од возраста, нели, стабилноста, зрелоста. Така да, тоа најчесто тоа е со возрастните. А каква улога игра и мајчиното млеко во целиот овој процес? Мајчино млеко во комбинација со кенгурирање? Да. Голема улогата, значи имаме, затоа и таа кенгурирањето всушност и опфаќа поддршка на мајчиното млеко. Значи, секое дете во строгите препораки на Светска здравствена организација која што е апдейтирана, една од препораките е да секое дете, значи да му биде достапно да може да се храни со мајчиното сопствено млеко. Значи, ако знаеме дека тоа е една нели жива биолошка материја, мајчиното млеко, затоа и кога се ракува со мајчиното млеко, се ракува со ракавици, затоа што се смета, тоа е навистина биолошка телесна материја која содржи живи клетки, не содржи само нутриенти, нели јаглени хидрати, шеќери, масти, минерали, витамини. Така, не е само храна, него имунолошки бустер. Така. Така да, тоа го мултиплицира заштитата, повеќе кратно ја зголемува заштитата од инфекции. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ја појаснивте оваа постапка кенгурирање, кенгур нега во која што е вклучена мајката, но може да биде вклучено и семејството. Убаво е да се знаат новитетите поврзани и во оваа област. Ви благодарам и вам на поканата, навистина и беше задоволство. Почитувани, ова беше уште едно издание на Телма амбуланта што го реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Редовно гледајте на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.